Употребата на нови технологии во земјоделството и следењето на резултатите и придобивките од нив, посебно во производството на ориз, е една од активностите што годинава ќе ја реализира Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството. Со опит што започна да се реализира во атарот на селото Чифлик, ќе се направат испитувања за влијанието на минерален додаток што се расфрла на почвата, а што треба да обезбеди подобрување на низините својства за вегетацијата на растенијата. Се работи за демонстративен опит со тераграмин, кој всушност представува еден подобрувач на својствата на почвата, кој што е испитан, лабораториски докажан и е ставен на листата на биоѓубрива, подобрувачи на својствата на почвата, во испитање во фитосанитарната лабораторија при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Значи, поставувањето на овој опит е на површина од 1 декар, која што ќе биде споредувана со друга површина која се наоѓа веднаш до неа. Се работи за оризова површина, значи ќе биде поставена за оризова култура. Споредбената површина ќе се одгледува на традиционален, конвенционален начин, како што и досега кај на земјоделците го прават тоа, и така што подоцна ќе бидат споредени резултатите кои што ќе ги добиеме со примена на овој тераграмин. Во наредниот период ќе бидат организирани средби и трибини со земјоделците за промоција и нивно запознавање со овој минерален подобрувач на својствата на почвата. Производител на тераграминот е фирмата Скопски легури, од каде велат дека од страна на Факултетот за земјоделство веќе се направени претходни испитувања на неговото влијание врз почвата и врз растенијата. Самиот тераграмин е стерилен, така да може да се употребува органското производство, како што спомна господинот Захариев. Никакви штетни последици нема, исто така поради тоа да има и своји специфични својства, значи поради својата pH вредност доста е погоден за кисели почви, ги неутрализира, исто така во својата хемиски состав, конкретно ќе биде погоден за оризовите полени, што има доста силициум. Друго, самиот тераграмин има такво својство да е хигроскопен, така да ја впива влагата во себе, ја задржува и постапно ја пушта за потребите за вегетацијата на самите култури. Покрај опитот во Кочани, слични вакви се поставуваат во уште 6 други региони во државата, при што се опфатени насади со круши, јаболка, праски во оранжериското производство и кај тутунот. За време на целиот опит, состојбите на терен ќе ги следат стручни лица од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството и од фирмата производител. На крајот, планирано е да се заврши со форум на кој ќе бидат презентирани резултатите од примената на минералниот подобрувач тераграмин.